Почитувани гледачи, стасавме и до делот кој што ни е резервирана за гости. Денеска со мене во студиото е Сенџан Зуберова, која што е подпредседател на Младинскиот форум од Велес, и Серпил Зуберова, која што исто така е активен член на во овој Младински форум. Нешто повеќе ќе разговараме за сите оние активности кои што ги имаат во турската заедница. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро. Најпрвен ќе започнеме со Сенџан. Дали ќе може да ни кажеш, еве, како подпредседател на Младинскиот форум, колку време постои веќе овој Младински форум и која е целта? Епа вака, Младинскиот форум веќе постои со години наназад. Денес јас како подпредседател можам да кажам дека од 2014 година, како што го одбравме новиот председател Дујамин Мехмет, со целосната нова организацијска структура, станавме многу поактивни, за кратко време покажавме многу повеќе успеси за разлика од минатото, организиравме многу повеќе манифестации, проекти и така натаму. Целта на овој Младински форум е да можеме колку можеме повеќе всушност да се собираме младите на едно место, за да покажеме успеси во секој план, да ги организираме децата за да може да бидат успешни во секој план кој што ќе им послужи понатаму во животот. Ќе поразговараме нешто повеќе и за она што беше актуелно пред 2 дена што се случуваше во Велес. Она манифестација која што се одбележа беше по повод победата во Чана Кале, каде што учествувале и голем број борци од Македонија. Ќе може ли да ни кажеш еве нешто повеќе за тој настан? Така, пред 2 дена ние го одбележавме овој настан во чест на наши загинати борци, кои што имаше доста борци од Велес, Прилеп, Битола, значи наши сограѓани, наши македонци борци, борци од нашите соседни држави, кои што ја победија таа битка, но навистина имаше голем број на починати борци, кои што сакавме ние да го одбележиме тој ден. Се трудевме да... Како го одбележавте, на кој начин? Претпоставувам дека имаше нели голем број на гости надвор од градот кои што имавме голем број на гости надвор од градот, значи од цела Македонија ни доаѓаа многу гости, имавме гости и надвор од државата. Гости ни беа од Нови Пазар, нашите другари, пријатели кои што соработуваме со нив, и нашите пријатели од Турција исто така ни беа гости кои што на крајот навистина ни се заблагодарија и беа, да кажам, воодушевени од тоа што сме го направиле. Навистина беа благодарни. Како член, дали ќе може да ни кажеш во какви се активности си инволвирана во овој Младински форум? Значи, Младинскиот форум повеќе се насочува на она како што спомна и Сенџан, значи работиме повеќе за младите. Вложуваме колку што треба повеќе за младите. Ние се едуцираме 100% колку што можеме и сакаме да оставиме добри траги на оние кои што следат позади нас. Значи, отворени сме на секое поле, работиме на секое поле, најмногу посветуваме внимание на образованието. Значи, со тоа најмногу сега младите ги едуцираме, да кажеме, и од професионалци земаме помош, имаме некои едукативни мали часеви, колку што можеме ние да им помогнеме. Така. Сакам да поразговараме нешто повеќе и за денот кој што го одбележува турската заедница. Чинам дека тој ден е 21 декември. Ке може ли да ни кажете нешто повеќе за тој ден и како го одбележувате тој ден? Епа вака, тој ден се одбележува така што се готват традиционални турски јадења. Повеќе видови на јадење има, се одбележува со турската чалгија, исто така. Имаме мали, да речам, настапи на најмалите, имаме најразлични работи се прават со цел да се организира, односно да се посвети повеќе внимание да се негува турската култура и традиција. Така, сметате дека преку сите овие активности може да се зачува турската култура? Да, колку повеќе организираме вакви активности и манифестации, толку повеќе генерацијата што следи позади нас може да не земе за пример за тоа како треба да се негува турската култура и традиција. Број ли многу членови овој Младински форум? Па денеска да, кога почнавме на почетокот, почнавме со многу мал број, почнавме со целосно нова организацијска структура и бројот ни беше навистина мал, но како што почнавме да ги покажуваме нашите активности, нашите перформанси, организиравме најразлични активности, манифестации, така почна и да се зголемува бројот, се појавуваше интерес за работа кај сите останати млади. И тие сакаат да бидат дел од нас, да работат нешто, да бидат активни, да бидат вклучени некаде, така да денеска бројот ни е
значително Навистина голем, поголем така. од почетокот. Да. Така се надеваме дека нели бројот во иднина и ќе расте. Да, се надеваме и ние. Да. Неодамна се случи исто така и ораторска вечер на турски јазик. Нешто повеќе да ми кажете за оваа ораторска вечер и дали во иднина исто така ќе планирате да има некоја друга ораторска вечер на турски јазик? Да, епа вака ораторската вечер ние ја организиравме во месец јануари. Можам да се пофалам со тоа дека не само во Македонија, во целиот Балкан, како Младенски форум, сме првите кои што организираат ораторска вечер на турски јазик. Иако поминаа неколку месеци од ораторската вечер, сепак останати сме во сеќавањата на луѓето и баш добиваме позитивни реакции од нив. И кога ќе прашаме или како си поминавте, сите со убави зборови не опишуваат и со нестрпение го очекуваат и следниот пат кога ќе биде. Планираме за исто во месец јануари наредната година да организираме уште една ораторска вечер. И посетуваат ли често овие ораторски вечери? Голема ли е заинтересираноста на луѓето? Па, бидејќи ние сме првите кои што организираме ораторска вечер на турски јазик, имаше интерес голем, имаше, а од кога заврши ораторската вечер недела, 2 недели подоцна, се појави уште поголем интерес. Кога ќе биде уште еднаш, сакаме и ние да бидеме оратори, бидејќи ораторите ни беа подготвувани од страна на стручни лица за говор на телото, за спречување на говорната омраза, така да бевме целосно професионално подготвувани. Така. Во склоп на Младинскиот форум тука се и односно неизбежно е да ги споменеме и курсевите по турски јазик. Од какво значење се овие курсеви и кој се може да ги посетува овие курсеви? Курсевите на турски јазик може секој да ги посетува без разлика на националната припадност, возраста, полот, значи отворени курсеви за секој оној кој што сака да го научи турскиот јазик, но ете да разговараме на пример повеќе друг пат, пошто курсот ни е се уште во подготовка, не сме се уште завршиле со процесот. Да. Така, но се надевам дека ќе биде голема заинтересираноста на сите оние кои што сакаат да го изучуваат. Затоа и го започнавме овој процес, пошто навистина имаме многу голема заинтересираност за јазикот. Ете да не кажам и со сериите како што почнаа веќе да ги емитуваат се повеќе и повеќе, значи се зголеми бројот на заинтересираноста на турскиот јазик. И ете затоа воведовме еден ваков план кој што ете се уште трае. Па се надевам наредна прилика ќе зборуваме. Да, ќе разговараме нешто повеќе за тоа кога ќе започне овој курс и кога нели ќе почнат да го посетуваат курсот сите оние кои што ќе бидат заинтересирани. На 23 април во Турција се одбележува денот на децата. На каков начин ќе се одбележи тука овој ден? Кај нас? На 23 април во Турција тој е државен празник, значи целосно ден посветен на децата. Кај нас во Македонија не е државен празник, меѓутоа ете ние преферираме колку што можеме да го прославиме и да им го подариме тој ден нели на нашите најмлади. Имаме некои планови како си уште разговараме како да биде, што да биде, меѓутоа ќе имаме некоја како мала ликовна работилница. Во склоп на ова мала ликовна работилница ќе имаме музика, забава, игри, некои мали изненадувања за нашите најмили. 2 дена да трае овој проект. Така? Еден ден ќе им посветиме ето така за цртање, да речеме музика и така натаму. 2 дена да биде за да може комплетно да се израдуваат, да ги задоволиме желбите на најмладите колку што можеме, значи се што ќе посакаат да се да има. Така, она што сакав јас да ве прашам, дали во сите оние проекти кои што вие ги правите, активности кои што ги имате, се инволвирани само младите од турската националност или пак тука спаѓаат и сите оние други што се од другата националност? Соработувате ли често и со другите националности? Значи ние не сме, кога ќе направиме, да речеме, организираме некоја манифестација, не сме само определени од нашата националност, со нив да соработуваме. Значи сме отворени, примаме помош од сите. Голема благодарност исто така до градоначалникот на општина Велес, господин Славчо Чедиев, бидејќи не поддржува во секој, буквално во секој проект што ќе го организираме, имаме голема поддршка од него. Така да исто така и од Унијата на млади сили на не само на турците, значи и на македонците, од сите имаме поддршка и сакаме да разменуваме мислења, значи немаме еден став само со нашата националност да работиме, бидејќи многу е подобро кога ќе размениме мислења со останатите, се јавуваат нови идеи, така има повеќе ефекти, подобро е и за нас.
Точно така. Да. Во месец мај организирате хуманитарни акции. Која е целта на овие хуманитарни акции? Каде ги донирате средствата? Епа вака, хуманитарните акции, значи и на почетокот кога почнавме со работа 2014 година, не сакаме само да организираме некои манифестациите за пред публика, па да не има на социјалните мрежи и така натаму, сакаме и нешто да помагаме за оние кои Да што се имаат направи нешто на дело. Да, нешто на дело да се направи токму така, оние кои што имаат потреба од донации да им помогнеме нив. Значи кога почнавме, донациите ги собиравме, ова хуманитарна акција ја правевме во месец март, но одлучивме дека најдобар период, значи да ја организираме оваа хуманитарна акција е месец мај. Собираме донации на обувки, облеки, ги одделуваме според тоа дали се за момчиња, за девојчиња, па поголемина ги одделуваме, потоа ги пакуваме. Сите деца од младинскиот форум што сме организирани и буквално сите работиме на тој проект, бидејќи е навистина голем проект за собирање, па ни одзема и со недели работиме на тој проект. Се определуваме, некој ќе реди, ќе гипли, па ќе пакува и така натаму и ги немаме определено, како што кажав, националност дека ќе ги даваме само на овие, да речеме. Сите оние кои што имаат потреба, ние сме отворени, можеме да им помагаме секогаш. Сите оние така да, што имаат потреба. Да. По повод роденденот на Мухамед направивте и кутија, во нив имаше и локум. Ќе може ли да ми кажете нешто повеќе за ова значење, дали локумот има некоја символика? Епа 571 година е роден нашиот пророк Мухамед. По повод одбележувањето на роденденот на нашиот пророк, ние сакавме да направиме кутии, кои што во нив ставивме локуми и на кутиите ги пишувавме хадиси, тие значат изреки кои што ги кажал нашиот пророк. Беа напишани од двете страни, и на македонски и на турски јазик, со цел да можат сите граѓани да ги разберат. Бевме поделени во повеќе екипи за да не има низ целиот град. Бевме организирани така што некои ќе бидат од овој дел во градот, па некои горе, за да можат сите да бидеме достапни до сите граѓани. Многу позитивни мислења имаше од таа организација, да речам. Многу беа благодарни луѓето и баш беа изненадени, пријатно изненадени, бидејќи никој не очекуваше така по патот да одиш и да ти поклонат нешто. Многу е пријатно. Со ова сакавме и да кажеме дека исламот не представува терор. Значи, ние како нација и како младински форум, значи сме против тероризмот. Тероризмот не припаѓа во исламот. Сакавме едноставно да ги оттргнеме негативните мислења кои што ги чувствуваме ние, дека некои одредени луѓе не можат да ги одвојат поимот ислам и тероризам еден од друг. Тие не се исти. Тоа сакавме и воедно да го кажеме, да го покажеме. Дали вие бевте вклучена како активист во овој проект? Да, секако бевме вклучени, значи голем број на млади бевме вклучени во овој проект. Навистина се работеше со денови, до најмалата ситница се ние правевме со нашите рачна изработка. Рачна изработка беше. Идеите, многу идеи доаѓаа од сите деца, вака да биде, така да биде, распостранети бевме во повеќе групи да функционираме сите заедно, да бидеме достапни до нашите сограѓани истовремено. Навистина имавме многу добри коментари, беа сите пријатно изненадени и тоа ни беше целта, значи тоа што го мислевме и успеавме и го остваривме. Во секој случај било доста интересно, претпоставувам. Да. Дали соработувате со некои градови од Турција? Да, секако соработуваме со нашите пријатели, често се слушаме, се договараме за нашите проекти, макар они од нивна страна за нивните проекти бараат мислење и идеи од нас, исто така и ние. Значи со секој наш проект или некакво функционирање земаме од нив некое мислење, идеи, разменуваме, соработуваме заедно. Соработуваме со Бига, Адалар и Каршијака, значи. Дали често преку овие активности и проекти кои што ги имате, значи дека често патувате во Турција? Да, патуваме во Турција, да кажеме, тие се доста интересни патувања, знаете, кога ќе се соберат повеќе млади, не може да се каже службени патувања, доста интересни патувања. Ние ги посетуваме, тие нас не посетуваат, но бидејќи да кажеме нашите млади имаме доста и средношколци и академисти, па се поклопуваат испити, такви работи, немаме доста време за посета во Турција, но сепак сме во комуникација со нашите пријатели. Да, интересно е дека нели преку овие проекти, овие активности често и се дружите. Нели најважно е дружењето. Дали еве во некој нареден период во блиска иднина имате некои најави за
некои нови гостувања, некои нови проекти, активности кои што ги планирате во Младинскиот форум? Првиот проект што ни следи сега е за 23 април, за Денот Така, на се децата, подготвувате за тој се подготвуваме проект. за тој проект. Потоа имаме во мај што ни е хуманитарната акција, тој проект, па нешто ќе имаме и за нашиот празник Бајрам, ќе имаме некои проекти. Се трудиме колку можеме повеќе, секој месец да имаме некој проект, да можеме да бидеме активни секој месец. Се уште е рано да поразговараме нешто повеќе за Бајрам, чинаме дека го прославувате во месец јули, но од прилика може ли да ни кажете што се ќе се случува тој ден? Имаме некои идеи, но сепак не сме се одлучиле што точно да биде. Сакаме да ги собереме исто така пак сите млади да работат, да организираат нешто. Сакаме да направиме еден убав концерт кој што ќе биде достапен, ќе биде на пример да речеме сите националности да можат да дојдат да го видат тоа, да ги видат нашите традиции какви се. Тоа ни е целта, да се запознаваме повеќе со нашата нација и така. Така и со другите Да. исто така. И за крај дали ќе може да ни упатите една порака до младите на турски јазик? Може, на пример да кажеме, ќе го кажам на турски, па ќе го преведеме после. Може. Генчлик геледжеј шекилендирир. Тоа значи младите ја градат иднината. Ќе може исто така и од вас да слушнеме Некоја нешто? друга. Некоја друга на турски? Нешто, кратко, јасно. Еве една друга ќе кажам јас на нејзино место, бидејќи она ја напише, она ми рече, еве, можеме и вакво нешто да користиме. Köprülü gençleri yan yana en güzel çalışma budur. Тоа значи дека младите од Велес што се, кога се во буквално не можам да го преведам. Младите од Велес кога се во организација, тоа е најубавиот проект испаѓа од таа организација. Тоа сакаме да го кажеме, да. Убаво кажано во секој случај. Добро, како и да е, јас ви посакувам да имате многу успех во сите оние проекти кои што ги имате и активности. Секако да имате многу гостувања, да одите често да ја посетувате Турција и се надевам дека кога ќе имате некои нови новитети, новости, ќе разговараме во некоја наредна утринска програма. Се надевам исто така дека ќе бидете повторно дел од нашата утринска програма. Да, се надевам. Ние баш ни беше мило што бевме дел од оваа утринска програма. За крај сакаме, како успеме од нашиот младински форум, да ви подадеме вака едно поклонче за успех. Да. Така, ова само разбирам Копрулу, дека нешто е Велес, така, Велесе. Köprülü е Велес на турски. Да. И некои тука иницијали кои што се напишани на турски. Генчлик коллары, значи младински форум. Да. Така, во натрима локумче? Не. Таков беше. Во натрима, така беше. Добро, ви благодарам многу уште еднаш на поклонот и уште еднаш ви посакувам многу успех. Благодарам.